Генеративната вештачка интелигенција во 2023 година се инфилтрираше во многу сфери со значителни влијанија врз музичката и филмската индустрија, академската заедница и политичкото рекламирање. Но најголемата промена удира директно врз потрошувачите, при што Чет ГПТ им дава моќи на тие што не програмираат да генерираат текст, слики, видеа, музика и софтверски кодови. Учениците брзо ја прифатија технологијата, а некои наставници алармираа дека тоа е слично на мамење. Наставникот Дони Пирси на тоа гледа поинаку. The idea of AI in education. Ја разбирам загриженоста за идејата за вештачка интелигенција во образованието, но имам чувство дека во тоа има и добри работи кога ние како наставници ќе сватиме како најдобро да ја користиме. Тој им дозволува на учениците да користат Чет ГПТ, да направат сценарио за представа, а потоа да го прилагодат во нивно сценарио за представа. The AI wrote us the entire script. Вештачката интелигенција целосно ни го напиша сценариото. Музичарката Холи Херндон разви апликација наречена Holy Plus, која им овозможува на луѓето да пеат преку незиниот глас во реално време. Музичарот Фер го демонстрираше тоа. Слична технологија користеше тиктокер и создаде вирален хит со песната Heart on My Sleeve и звучеше како да е изведена од мегазвездите Drake и The Weeknd. I think right now it seems really scary and Моментално тоа изгледа навистина страшно и целосно разбирам зошто луѓето се плашат. Но мислам дека во иднина тоа би можело да биде различно и да има начини за уметникот да не се чувствува како да се има откажано од контролата врз работата. Прашањето за користењето на работата на други за создавање генеративни податоци преку вештачката интелигенција беше главното прашање за штрајковите на холивудските актери и писатели. Данкан Краптри Иреленд помогна да се постигне договор меѓу актерите и студијата. What we needed was informed consent. Тоа што ни требаше беше информирана согласност и правична компензација. Тоа беа клучните принципи за кои се боревме. Исто така ограничувањата за злоупотребата на вештачката интелигенција. Сето тоа е наведено во договорот. Генеративната вештачка интелигенција се користи и за создавање на видео изјави на кои наводно се представуваат одредени политичари непосредно пред председателските избори во САД. Ова видео е од група поврзана со републикански ривал на поранешниот председател Доналд Трамп, во која се вклучени фотографии генерирани со вештачка интелигенција на Трамп, каде тој го прегрнува поранешниот главен медицински советник во Белата куќа, доктор Ентони Фаучи, кој не е популарен кај многу републикански гласачи. Професорот Ге Ванг од Универзитетот Стенфорд вели дека технологијата ги надминува човечките правила. Пред да имаме шанса на вистина да разбереме како се одвива една работа, доаѓа револуционерна промена. Се доведува во прашање комуницирањето, работата, управувањето. Федералните законодавци усвоја мерки кои се однесуваат на манипулирана содржина за изборите. Американскиот председател Џо Бајден потпиша извршна наредба со која се воспоставуваат нови стандарди за безбедност поврзана со вештачката интелигенција.